изминативе денови продолживме со други документи да покажуваме зошто кога ќе вклучите телевизор, ќе чуете само дека Македонија е како Швајцарија, а дека опозицијата е најголемиот непријател. Сето тоа е логично заради тоа што оваа власт од пари на граѓаните го преплатила 10 пати. И кога ќе вклучите телевизор и кога ќе чуете толку многу лаги, само пресметајте колку чини една лага. Многу пари. Милиони евра годишно се селат од државниот буџет кај медиумите. И затоа ние велиме дека без да се промени тој систем, без да имаме честни, слободни, без притисоци и без корупција медиуми, граѓаните не можат секогаш да ја добијат вистинската информација. Нашата позиција е многу јасна и денеска сакам и таа порака да ја испратам. Без избирачки список, нов, без слободни медиуми, изборите не можат да бидат честни. И заради тоа, на 24 април нема да има избори. Целта на програмата која што ја понудивме и ја сработивме заедно со граѓаните и да се сменат работите во Македонија, да ја префрлиме работата на опачки. Наместо богата власт, со намештај Луј 14 од пари на граѓаните, со мерцедеси, со телевизори и со масажери, ние сметаме дека таа влада треба да штеди повеќе, за да парите повеќе остануваат кај граѓаните. И затоа во програмата предвидуваме, се разбира, прво решение број 1, проблемот со невработеноста во Македонија, и заради тоа во нашата програма предвидуваме серија на мерки. Прво, поддршка на приватниот бизнис од 22 до 33 милиони евра за отварање нови работни места, но второ, серија на мерки како просечната плата во Македонија да изнесува 500 евра, над 29.000 дена. Тоа значи враќање на персоналниот данок на сите пониски плати, меѓутоа и намалување на трошоците, укинување на радиодифузната такса, враќање на ефтината струја, намалување на извршителските трошоци и прекин со оваа плячка наречена казни, глоби.